Историски препознатливиот белег на Прилеп и многовековен бренд на градот на далеку познатите Маркови кули, заради својата светска природна уникатност, најверојатно конечно ќе се најдат на постојаната листа на УНЕСКО, со што оваа природна реткост, која сега се наоѓа на приоритетната листа, би била втора во Македонија на таа листа на Организацијата на Обединетите нации, после Охридскиот регион. Стручњаците кои работат на оваа идеја сметаат дека треба да се спои синергијата во природното и културното наследство, кое во овој регион трае од праисторијата па се до денес. Биогеографската целина Маркови кули се наоѓа на тентативната листа на културното наследство на УНЕСКО. Меѓутоа, поголем број на локалитети во околните земји веќе успеале да ги направат природното и културното наследство, да го спојат во една целина и да го презентираат како една синергија во природното и во културното наследство. Можам да кажем примери како што е планината Рила со Рилскиот манастир, потоа планината Голија со Студеница, кои што се едни целини кои што влегуваат во културното и природното наследство на листите на УНЕСКО. Прилепските Маркови кули се впечатлив светски раритет, кој во јуни 2004 беше ставен на привремената листа на УНЕСКО како светско природно наследство. Но и по 14 години, за жал, тие се уште се наоѓаат таму, што за стручњаците е недозволиво. Специфичен на вака мал простор, така мноштво на голем број појави, релјефни форми, така наречен денудацијски релјеф, во светот се забележуваат на малку локалитети. Едно од нив е Кападокија, светски познатата Кападокија во централниот дел на Турција. Кападокија во годината е посетуваат 4 милиони туристи. Не знам колку Маркови кули годишно го посетуваат, веројатно 1000 до 2-3000 луѓе. Меѓутоа, ако би била на официјалната листа, како светско природно наследство, Маркови кули би имала гости од странство, како што има Охридското езеро во една сезона. За оваа цел Институтот за старословенска култура од Прилеп неодамна одржа и научна трибина, чии заклучоци треба да бидат основа за подготовка на досие за номинација на Марковите кули на постојаната листа на УНЕСКО.